Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Го започнуваме новото издание на емисијата Студентски парламент. Денешното издание го посветуваме на 4-тиот сајм на Кариера Експо 2026, што се одржа на 2 април 2026 на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Низ разговорите со учесниците, студентите, гостите, ќе ви ја доловиме атмосферата. Сајмот за Кариера Експо 2026, кој, како што кажавме, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола по 4 пат го организира и овој пат беше платформа за директно поврзување меѓу студентите и представниците од IT индустријата. Место каде над 20 компании од Битола и регионот ја презентираа својата дејност, а студентите имаа можност да се запознат со потенцијалните работодавачи, да се информираат за можностите за стипендирање и практикантска работа, секако и за вработување. Тука беа и средношколците, кои се запознаваа со студиските програми кои ги нуди ФИКТ, лабораториите, мобилностите, се во насока тие да станат идни студенти на оваа единица на UKLO Colors. Како што кажавме, на сајмот се представија на 20 компании кои во ФИКТ гледаат институција од која ги регрутираат своите стручни кадри. Според ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, тоа е доказ за квалитетот на студиите кои континуирано се развиваат, пратејќи ги новите технолошки трендови. Задоволство ни е да видиме сите во вака голем број на сајмот за кариера, вработување на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, еден од серијата сајми кои се организираат на повеќето наши единици, но исклучителен по својата бројност, што го потврдува интересот на младите за ICT индустриите, го потврдува интересот на компаниите за вработување на студенти од нашиот факултет, од нашиот универзитет, и што е доказ за квалитетот на студиите и на дипломираните студенти, бидејќи бизнисот има моќен филтер. Ако не е задоволен од влезот кој му ще дава, сигурно, да речам со тој деловен речник, нема повторно да купи, односно да дојди кај вас. Нивното присуство и на високи јавни институции и државни институции само кажува дека имаме одличен развој на овој факултет и на универзитетот во целина. Од присутните компании кажуваат дека практично ФИКТ е местото каде што ги црпат или ги земат кадрите во нивните компании. Да, апсолутно. Сигурно во Битола, а имаме огромен број на ICT компании, сигурно или многу малку има доселени од други градови во Битола за да работат во тие компании. Изворот се студенти на ФИКТ кои студирале на ФИКТ, без разлика дали сте од Битола или од други градови, и потоа останале тука да работат во нашата ИКТ или ICT индустрија. Благодарам јас. Деканот на факултетот, професор доктор Благој Ристевски, нагласи дека организирањето на вакви настани од клучна важност за поврзувањето на младите IT кадри со реалниот сектор. Целта на овој сајм на кариера е да ги запознае студентите со IT компаниите, но исто така и
матурантите кои што ќе дојдат од средните училишта, да го запознаат факултетот, да ги запознаат лабораториите на факултетот, а студентите исто така да се информираат со компаниите за можностите за практична настава, но и за нивно вработување. За компаниите да се презентираат пред студентите и да ги запознаат со какви се компетенции им требаат како идни вработени. Целта на сајмот на кариера на ФИКТ како водечки факултет за информатички и комуникацијски технологии во Битола, но и во цела држава и во регионот е да представува хаб, односно да изврши премостување на потребите на студентите, на компаниите и да изврши нивно змрежување. Секако дека голем дел од студентите се вработуваат токму благодарение на овој сајм, ги остваруваат контактите со компаниите и понатаму продолжуваат со извршување на практична настава, но и понатаму на нивно вработување. Сме дека во последно време се зголемува и бројот на компании и институции со кои потпишувате меморандуми за соработка. Така, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола постојано потпишува договори и меморандуми за соработка со IT компании, но и со државни институции, со министерства, наодамна со Министерството за здравство, денес со Агенцијата за електронски комуникации. Ме радува тоа што денес се присутни и ново отворени IT компании во Битола со кои што понатаму ќе потпишиме меморандуми и договори за соработка. Бројот на компании секоја година во изминативе 4 години се зголемува, па така денес се присутни на 20 компании, а исто така и бројот на посетители годинава е поголем во однос на претходните години. Што ќе значи потпишувањето или што значи потпишувањето на меморандум со IT со Министерството за здравство? Потпишувањето на меморандуми со државни институции како што е Агенцијата за електронски комуникации, како и со Министерството за здравство овозможува да ФИКТ биде вклучен во изготвување на стратешки документи, стратегии, да дава мислења, експертиза, но исто така да има пристап до податоци кои што понатаму ние со нашите магистранти и докторанти ќе ги користиме за научни цели. Инаку денес на сајмот на кариера 2026 имаме и посебна чест да го промовираме видеозидот кој што е единствен во Битола. Набавен е делумно со средства од проектот МКСЕФНЕТ, Центар за безбеден интернет, и со буџетски средства, но и со собствени средства од страна на ФИКТ Битола. Значи целта на овој видеозид, но и на ова просторија е понатаму да може да го користат и други заинтересирани страни, доколку имат потреба од промоција, од организирање на работилници, трибини, презентации, така што ФИКТ е отворен за соработка со заинтересирани страни. На свеченото отворање на сајмот Кариер Експо 2026 присутните ги поздравја и професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директорка на Кредо Центарот на УКЛО, и Гордана Клинчарова, државен секретар во Министерството за дигитална трансформација, која истакна важноста од соработката што Министерството ја има со УКЛО. Овој сајм е повеќе од настан. Тој е простор каде што се поврзуваат академијата, стопанството и младите луѓе кои утре ќе ја создаваат новата дигитална иднина на Македонија. Во последната деценија ФИКТ создаде генерации инженери кои не само што ја подигнаа домашната ИКТ сцена, туку што ја позицираа Македонија на дигиталната карта во регионот. Денес, кога вештачката интелигенција, сајбер безбедноста, дигиталните услуги и автоматизацијата ја обликуваат секоја индустрија, улогата на овој факултет е поважна од било кога. Министерството за дигитална
дигитална трансформација останува целосно посветено на создавање општество во кое дигитализацијата не е само технолошки процес, туку алатка за развој, еднакви можности, конкурентност и подобар живот на граѓаните, компаниите и институциите. Нашата визија е јасна – да создадеме модерна, безбедна, дигитално напредна држава, во која токму младите IT професионалци и иноватори се клучниот двигател. Денешниот сајам покажува дека не е доволно само да имаме добри студиски програми. Потребно е да го спојуваме со реалните можности за вработување, развој и практично искуство. Токму ФИКО-то го прави тоа исклучително успешно. Во таа насока, особено ја поздравуваме и вреднуваме соработката со Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Министерството за дигитална трансформација има подпишано меморандум за соработка со УКЛО, а оваа соработка представува силна порака дека институциите и универзитетите треба да работат рамо до рамо кога станува збор за градење на кадар, дигитални виштини и развој на иновацијски екосистем. Исто така, Министерството за дигитална трансформација обезбеди бесплатна Wi-Fi зона во студентскиот информативен центар во Битола. Дополнителна тежина на ова партнерство му дава и фактот што УКЛО е дел од конзорциумот на првиот европски дигитален иновацијски хаб во Македонија, Innovate Edu, кој е создаден за да им помогне на малите и средни предпријатија, стартапи, истражувачки институции и јавниот сектор во процесот на дигитализација на процесите, иновации и пристап до нови технологии и знаења. Останете со нас на 90,8 по музичката пауза и разговорите со представници од компаниите и институциите, учесници на сајмот на кариера на ФИКТ. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Кажи ми кај бевме ние, што све поминавме. Неќе да бие, срце лано ко зима е, сјајот го крие, место да сијаме. Кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минус, а ти плюси. Скубени у време ко тие ко си кусти. Помтамо на рече, нема никад да ме пушти. Планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после се тоне овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа кој јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само дај ги. Твоите лаги сладки се Драги од Кармин, do you love me? Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Бош си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена грешат врат, тука е бај се губи трак. Направи хаос ти пак и пак. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, мене нема кој.
Сајмот на кариера Кариер Експо 2026 на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии привлече бројни IT компании, партнери и соработници од регионот кои ги представија своите активности, можности за практиканство и вработување, како и потенцијали за академска соработка. Разговаравме со дел од нив. Здраво, јас сум Владимир Робевски, кособственик на фирмата iSource. Ние сме на овој сајм во својство на фирма која работи во полето на вештачка интелигенција. Со овој факултет имаме долгорочна соработка, од каде што произлегува голем дел од нашиот кадар. Сме имали од овој факултет не само ние и други фирми во Битола, многу студенти што се пласираат и се успешни преку нас и паралелно од нас на светскиот пазар. Така да доколку студент се вложи, дава се од себе и овој факултет има можност за да успеат во својата кариера и во оваа индустрија на светско ниво. На овој сајм се надевам да стапам во контакт со студенти кои ќе проискажат желба, ентузијазам да се приближат што поскоро кон фирмите, кон нас, како кадар, кон кои можеме да рачунаме виднина, оти само преку нив, ние како фирми, како град, како држава можеме да напредуваме и да растеме. Ние веќе сме конкурентни на светскиот пазар, на странскиот пазар, цел наш кадар произлегува не само од овој факултет, ама и од други факултети и академии низ Македонија, ама од овој факултет претежно имаме ние во Битола кадарот и од овој факултет. РЕК Битола присутен со свој штанд и на сајмот за Кариер Експо 2026 на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Разговараме со Оливера Михајловска, портпарол на РЕК Битола или одговорен за контакти. Да, секако тука сме повторно да ја поддржиме пред се ваквата активност, а секако и нашата традиција секогаш да земеме учество. Значи имено станува збор за представување на службата за ДТА по наше или станува збор за деловно-техничка анализа која што произлегува од традицијата на автоматска обработка на податоци и денес представува модерна IT служба која што ги покрива сите аспекти на дигиталното работење во РЕК Битола. Со развојот на технологијата, тимот прерастува во Центар за интеграција на системи, развој на нови решенија, поддржување на критичка инфраструктура и слично. Значи, тука сме пред се да прикажеме дека сме во тек со модерните технологии кои што се случуваат околу нас. Вештачката интелигенција секако би можела да најде примена во нашата служба, меѓутоа тука сме пред се и да најдеме една соработка со факултетот каде што во иднина би можело студенти од ФИК да доаѓаат кај нас на практична настава. Меѓутоа тоа е сепак нели работа на повисоки инстанци, треба да се договорат меѓу себе, да потпишат меморандуми и од тоа да произлезе една квалитетна соработка на начин што ние ќе понудиме практичната настава и во иднина можеби тие кадри би дошле во нашата служба како идни вработени. Па се надевам дека надлежните служби ќе забележат каков е интересот голем во секој случај на студентите од ФИК токму за ова проблематика и за работата што вие ја нудите, па и набрзо да се очекува потпишување на таков меморандум. Секако, ние сме отворени за соработка, како што кажав, еве од моето доаѓање како портпарол ова е втора година каде што учествувам, меѓутоа традицијата е многу поназад во соработка токму со овој факултет и секако со универзитетот и техничкиот факултет од Битола. Ви благодарам за разговор. Благодарам и вас. И на сајмот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, Кариер Експо 2026 со свој штанд нормално Универзитетот Свети Климент Охридски Битола или Кредо центарот на УПЛО. Разговараме со доктор Гоце Марковски, советник за кариера, алумни до животно учење на УПЛО. И на овој сајм со штанд заинтересираните средношколци пред се би рекле да ги видат можностите што УПЛО им ги нуди. Точно така, Сонја. Еве, пред неколку дена бевме на сајмот за кариера и стипендирање на Технички факултет во Битола, а денес сме присутни на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, исто така во Битола, на истиот сајм за образование, кариера и вработување. Можам да кажам дека целта на Центарот за кариера, алумни до животно учење веќе се исполнува, односно се врши дисеминација на обврските што
што ги имавме ние како центар со отворањето на отворените денови веќе на ниво на единица, односно на микрониво, каде што има самото место. Центарот за кариера алумни до живот учење се подразбира ќе ги поддржува ваквите иницијативи понатаму, ќе активен учесник на сите организирани настани од страна на единиците и ќе ги нуди своите програми кои се однесуваат на програмите за неформално учење, програми во кои фаќаат изработка на силно мотивационо писмо и сите оние програми кои што се потребни за болесно вработување, односно за подобро снаоѓање на пазарот на труд. За студентите извонредна можност да се стекнат со дополнително неформално образование, како што кажувате, но и можност за средношколците да видат што Укло Колорс им нуди. Па точно така, ние на нашиот станд на Центарот за кариера алумни до живот учење го промовираме и можностите кои ги нуди Алијансата Колорс. Нормално веќе влеговме во третата година на спроведување на овој проект, кој што веќе ја добива својата рамка, она што всушност треба да биде, а тоа е мобилност на студентите, односно да функционираме како еден заеднички универзитет на ниво на Европската унија. Се надевам дека ова ќе представува добра можност и за привлекување на нови потенцијални студенти од рангот на средношколците во окружувањето на нашиот град и околината. Благодарам за разговор. Пријатно. На штандот на Кредо Центарот на Укло присутните може да се запознаат и со активностите на Укло како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс. Сајмот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, единица на Укло, одлична можност да се промовира уште повеќе и Укло Колорс. Разговараме со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски координатор или академски раководител на Укло Колорс. Професор, ке можевме да видиме огромен број млади луѓе кои прашуваат, се интересираат, бараат информации. Да, точно така, се скокам од среќа, искрено, бидејќи ние сега тука најчесто се ве како кариерни настани и ние сме како работодавач. Тоа е многу интересно. Студентите пристапуваат, буквално еве списоци на студенти кои што се заинтересирани. Зошто? Затоа што знаат, слушнале за Колорс и сакаат да ги искористат потенцијалите, а и да ги градат своите потенцијали. Сега, бидејќи од оваа година Колорс го отворивме за сите студенти, претходно беше со отворени повици, па да се пријават и да поминат низ фазите и сите беа примени и активирани. Сега е за сите. А тоа за сите и за никој ни требаат имейл адреси и контакти, значи мора сега сами да кренат рака. Сакаме да сме вклучени. Како? Еве ги регистрираме, се пријавија многу и сум исклучително радосна за тоа, бидејќи дојде на своја иницијатива, знаејќи за алијансата и прашувајќи како сега да се вклучам за ова или за она, или исто така доаѓаат и со идеи. Што и тоа е некоја прекрасна можност и покажува проактивност кај студентите, идеи кои што ги имаат самите, а исто така и преку Универзитетското студентско собрание и Факултетското студентско собрание. Мислам дека се размрдаа младите на сите начини и со својот отворен ум и со своите интелектуални потенцијали и со својата работливост и вредност. Најавивте дека во следниве 2 години Укло Колорс со како метаморфоза ќе има огромен број на настани кои што во секој случај треба да бидат посетени од студентите и организирани од студентите. Баш така, да, точно. Оно што сме го ветиле кога го добивме грантот кон Европска комисија и како партнери, како алијанса, се навистина многу настани и Укло во првите 2 години продуцираше и сами по себе, а и како дел од алијансата 60-тина, мислам, поголеми и многу други помали настани. Сега има и уште повеќе, ги интегрираме сите единици, значи веќе метаморфозата се случува како системска трансформација на универзитетот и универзитетот додека во првите 2 години беше повеќе кои сака да се вклучи од единиците, сите беа скоро вклучени, освен можеби една така не директно толку. Сега веќе се отворија можностите за сите подеднакво. Значи да се јават како организатори на
како лабораториуми, хакатони, организацијата на мобилната CoSpace единица, односно оние патувачки каравани на промотивни каравани кои што одеа низ секој град и ја доближува УКЛО и Алијансата до граѓанството и бизнисите до невладиниот сектор, соработките со владините институции и до другите образовни институции. Потоа студентите пак ја добија директната конекција со Colors преку студентски катчиња кои што на голем дел од факултетите ќе се случат како свртувалишта и места за соработка и дружба. Има некои специфични настани како што се настаните од транзиција од основно средно училиште кон факултет и тие се како што имаме погон, како што имавме во рамки на корени и крилја европска диплома дома сега метаморфоза, се одвива повелете основци средношколци, тинејџери. Имаме нови Colors настани кои што се родија баш како инспирација и поттик од страна на кадрите на УКЛО, така да дури не можам да излистам што се има, а меѓутоа информациите ќе бидат навремено достапни. Навремено достапни преку програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Професор, ќе ви благодарам за разговор. Драго ми беше и ви благодарам што секогаш известувате за најубавите работи што ги правиме заедно. Почитувани, останете и понатаму со нас на 90,8. По музичката пауза ќе ги проследите и разговорите со студентите и средношколците присутни на сајмот Career Expo 2026 на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Некој што ќе остане, после дај му дел од себе, само за да потрае. А доволно знаеш кога спие, како да го залажеш. Сите тајни што ги пие, сонот ќе ги покрие. Ајде признај, криеш предолго, кого мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има крај, има почеток. Еј, ама не сваќам, нели тежко ово, кога знаеш кој е во срцето. И кажи ми дали те исполнува и тоа што фали те прогонува. На пола пат си пак, од тоа пат ти стиг, во инсомнија се зароби. Ајде признај, криеш предолго, кого мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има крај, има почеток. Ајде признај, криеш предолго, кого мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има крај, има почеток. Чекав да видам некој знак, чекав, а не требано пак. Знам ти ке бидеш секогаш, на пола пат. Чекав да видам некој знак, чекав, а не требано пак. Знам ти ке бидеш секогаш, на пола пат. Признај, криеш предолго, кого мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има крај, има почеток. Ајде признај, криеш предолго, кого мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има
И како што најавивме, следуваат разговори со студентите и средношколците присутни на саемот Кариер Експо 2026 на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Валентин Стојановски, председател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, нормално присутен на саемот на факултетот, па еве како студентите гледаат на ваквите настани. Па најпрво добар ден, добре дојдовте. По четврти пат сите фирми се дојдени тука, на едно место сите, да му покажат на младите тие што нудат, а младите пред се студентите, пошто тие се таргет група, да видат, да разгледат, да одлучат каде би ја продолжиле, тоест каде би ја трасирале својата иднина, во кој сектор, во која фирма и да ги видат придобивките од приватниот сектор. Придобивките се големи, имајќи предвид или знаејќи дека Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола има подпишано меморандуми со голем број IT компании од Битола, од регионот, компании кои што нудат практиканска работа, стипендии, па и можни вработувања. Па да, значи Факултетот за информатички и комуникацијски технологии има подпишано со над 20 фирми меморандуми за соработка во текот на самото студирање, со почеток на семестар се формираат работни групи во дел од компаниите со кои што имаме подпишано договори, каде што група на студенти формираат групи, работат на некои проблематики кои што ги имаат самите фирми, со можност самите фирми нудат после тие работни групи можно вработување или продолжување на самата практиканска работа. Одлична можност студентите она што го учат тука на ФИКТ да го применат и во пракса. Па да, мислам дека студентите наши треба да се презадоволни затоа што не сите факултети го нудат ова, ние го нудиме. Самите студенти треба да се срекне што имаат ваква прекрасна можност на едно место, најголемите фирми од Битола да бидат собрани, студентите да видат, да одлучат и да си работат понатаму како што иде животот. И благодарам за разговорот, Валентин, успешен. Ви благодарам и вас, уживајте. Ке ни се представите? Христијан Глигоровски. Христина Павлеска. Студенти на ФИКТ, која година? ФИКТ втора година. Втора година. Добро, имавте можност да разгледате над 20 на штандови тука поставени на овај саем, организиран на вашиот факултет. Како гледате првен на ваквите настани? Интересни се и корисни. Најпрвин барам пракса, после тоа интересното. Добро. Она што сите го потенцираат е дека практично сите што студираат тука на ФИКТ, доколку покажат добри резултати, се навистина заинтересирани за она што го научиле и што го стекнале како знаење, може да најдат своја иднина во некоја од IT компаниите тука во Битола, во регионот. Да, баш Минти групацијата ни го потврди тоа. Така? Да, дефинитивно. Каде се гледате себе си по завршувањето на факултетот? Рековте втора година сте, имате време, уште 2 години понатаму. Некаде во некоја компанија вработени, успешно вработени. Исто успешно вработена. Пред се среќна. Да. И здрава и жива. И здрава, така. Останувате сепак тука. Тоа е оно што ние го посакуваме, да бидете дома, во својата земја. Да. Сега за сега таков е планот. Да. И благодарам за разговорот и успехи понатаму во студирањето, да. Ви благодариме и вас. И разговараме со Марија Велјановска. Која година си, Марија? Втора година. Кажи ми, што се имаше можност тука да видиш и што најповеќе го задржа твоето внимание? Имав можност да видам голем број на компании тука од Битола и од регионот кои што нудат можности за пракса, за вработување за студентите. Претежно компаниите се софтверски компании кои што ни нудат конкретно пракса од нашата област, програмирањето. И делом нив не запознаа со начините на аплицирање за пракса и
на што треба да обрнеме внимание за полесно да дојдеме до вработување. Дали веќе си решена каде би пробала да пробаш, нели? Не, се уште немам решено, но начинот на кој што ќе се дојде до работа зависи од тоа колку јас ќе се посветам на програмирањето. Изборот е многу голем за софтверски компании, но со оглед на тоа дека сум втора година, имам уште една година барем време, кај трета некаде планирам да започнам со пракса и со вработување. Како си задоволна од досегашните студии тука на ФИК? Презадоволна сум, студиите се одлични, нудат многу практични знаења, поддржани со теоретско знаење, но сепак практиката е она што треба ние да го применуваме во процесот на вработување. Марија, ти благодарна за разговорот, успех во учењето и секако да се остварат сите твои желби за успех. Благодарам. Во оваа прилика да кажеме дека присуството на големиот број гости се искористи за промовирање на новата канцеларија на Факултетското студентско собрание на ФИКТ. А како идни студенти на ФИКТ и на УКЛО, како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, ги очекуваме средношколците, кои на сајмот Career Expo 2026 беа во голем број. Разговаравме со некои од нив. На сајмот за кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола и голем број средношколци од средните училишта во Битола. Разговараме со група ученици од гимназијата Јосип Броз Тито. Ќе ни се представите? Здраво, јас сум Даниел Барабанов, учам во горната гимназија и сум 4-та година. Јас сум Горијан Пасков, исто така учам во горната гимназија, 4-та 2 клас. Јас сум Александар Пеовски, исто така учам во горната гимназија, 4-та година. Значи, матуранти, пред вас тешка задача да направите избор каде да го продолжите вашето образование. Денеска тука на сајмот имавте можност да посетите повеќе штандови на IT компании. Значи ли тоа дека можеби ова информатичка индустрија е можеби вашиот предизвик за понатаму? Да, имавме можност да посетиме повеќе IT компании и јас лично ја имав веќе направено одлуката да се запишам на факултетот ФИКТ. Значи да очекуваме како студент на УКЛО Колорс. Исто така јас бев заинтересиран за програмерскиот дел, исто така и за делот на дизајн. Иако се уште не сум одлучен каде ќе одам на факултет, овај сајм денес ни прикажа многу можности за иднината за работа, за во нашиот град и дека не мора да си одиме, туку може и овде да постигнеме многу. Јас не сум одлучен за никаде, но дојдов денес да ги видам можностите кои ги пружи нашиот град. Пред вас следува матурски испит, подготвени? Се уште не, но има време. Полека се подготвуваме. Се надевам дека ќе ве гледаме како наши идни студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ви благодарам. Тука присутни и ученици од гимназијата Таки Даскало во Битола. Ќе ми се представат? Филип Ивановски. Кристина Срвини. Која година сте студент? 4-та година. Значи матуранти и би рекла повторно одлично време да се организира ваков настан тука на ФИК, за да можете да разгледате што се тука може да ви се понуди, не само на овој факултет, туку и на останатите единици на универзитетот. Што се имавте можност да видите? Имав можност да видам за Сфера, сега тука и за Минч имам видено. Следно планирам да одам за Кромберт и Шуберт да видам исто така. Заинтересиран сум да се запишам во факултетот. Тука во Битола мислам дека е најдобар факултет, најдобро што нуди, што можеме за понатаму. И јас исто така, овде има многу работи што можат да се видат, многу фирми, многу компании и јас сигурно ќе продолжам овде во овој факултет, бидејќи многу е добар и сметам дека би било одличен за моето понатамошно образование. Информатиката ве влечи? Да, програмирањето. Ова е време кога велат дека на пазарот на трудот најповеќе се барат токму кадри од информатиката, не? Па затоа и мислам дека ФИК е најдобар за војнината што оди, бидејќи тоа се прави војнината за програмирањето е се за AI, за тие работи и тука тоа се учи. Баш бевме тука на предавање за AI и користите на AI пред неколку дена тука. Да, програмирањето е многу добра работа, бидејќи е флексибилно и исто така е добро платена. Добро, она што ја
јас го посакуваме да се запишите тука, да бидете наши студенти на УКЛО, студенти на ФИК, и потоа да ни останете дома, да бидете наши тука повторно. Да, нормално. Ви благодарам за разговорот и успех на почеток со полагањето на матурата, а потоа и запишувањето на факултетот. Благодарам. Во рамки на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се одржа и панел дискусија на тема интеракција човек-вештачка интелигенција, но за тоа по музичката пауза. Бидете и понатаму со нас на 90,8. Штом те видов срцево место закочи, како ми се смеш, тоа ке ме докречи. Што ти требаше да ми застанеш како ангел пред очи. Немој некој да не чуе што зборуваме. Имам долга врска, многу си се сакаме, а баш си сладок ти и срце не ми дава јас да ти кажам не. Опасно е да сме заедно, па уште насамо јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли. Опасно е да сме заедно, па уште насамо јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли. Кога ке ми пратиш поглед, тогаш знаеш ли. Срцево го варам некаде во петици. Роб ке бидам твој, врзи ме за себе со златни лисици. Дечко мене чека од овде на минута, а уште сум со тебе, си ја барам белјата. Што ме тера да сакам да сум твоја до крај на вечноста. Опасно е да сме заедно, па уште насамо јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли. Опасно е да сме заедно, па уште насамо јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли. На панел дискусијата на тема интеракција човек-вештачка интелигенција, која се одржа во рамки на сајмот на кариера на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, се отворија клучни прашања за одговорноста при користењето на вештачката интелигенција. Разговаравме со професор доктор Костадина Велјановска, продекан за наука и соработка на ФИКТ. Професорке, денеска во рамките на сајмот се организира и панел дискусија, интересен наслов, што привлекува внимание. Секоја година во рамки на сајмите за кариера организираме и панел дискусии на интересни теми. Оваа година темата е интеракција човек-вештачка интелигенција. Една тема која што е многу значајна и која што значи многу не само за вештачката интелигенција, за науката на вештачка интелигенција, за самите IT компании и за општеството воопшто, за IT технологиите посебно, заради тоа што самиот збор интеракција доаѓа од латински збор, што значи комуникација, преземање акција и потоа очекување некакво влијание или некаква реакција. Токму подемот на вештачката интелигенција и незиното масовно користење, посебно генеративната вештачка интелигенција, сега го менува тој облик на интеракција со компјутерите. Ако да речеме некаде во 80-тите години на минатиот век започнала една наука на интеракција човек-компјутер, сега тоа сосема се менува. Дотогаш биле статични комуникациите помеѓу човекот и компјутерот, се знае за која акција, каква реакција следи. Сега веќе имаме на некој начин со некој жив модел комуникација, каде што наместо детерминистички системи, точно одредени, имаме
веројатносни системи, самите програми почнуваат да размислуваат, да учат, да комуницираат со човекот како човек со човек. Затоа сметавме дека ова ќе биде интересна тема. Имаме гости како од науката, значи образованието од наша страна, така и од институциите. Имаме говорник од Министерството за дигитална трансформација и од IT компаниите кои што се наоѓаат пред огромен предизвик. Добро, колку ФИКТ успева на студентите своји да им го објасни процесот и користењето на вештачката интелигенција? Сметам дека сме доста успешни, заради тоа што почнуваме од самите основи на вештачка интелигенција, како таа пред да го доживее овај бум функционира во позадина и студентите се свесни за тоа, а од друга страна пак секојдневно ги користат овие сите доста достапни алатки и ги мотивираме да ги користат заради тоа што тоа е трендот, значи би биле назад ако не ги мотивираме да ги користат. Меѓутоа треба да назначат дека користат различни алатки од генеративна вештачка интелигенција и да биде тоа се јасно и транспарентно. И исто така нормално треба да бидат секогаш критични кон она што го дава како одговор ова вештачка интелигенција, бидејќи таа учи од она што им е сервирано, од она што е сервирано на како база за обука. Во областа на информатичките технологии, вештачката интелигенција не можеме да исклучиме, таа е најголемиот напредок на информатичката технологија. Секогаш има една фаза на бесплатно дозволување на користење на софтверот, така и со овие софтвери. Меѓутоа, за основно користење секогаш ќе има бесплатна верзија. Но нормално дека ќе има некаква поделба, кој што сака да користи посовремени софтвери или програми или алатки, ќе мора да плати. Сепак, ние пак од друга страна, како универзитетска заедница, вообичаено компаниите ни даваат можност да користиме нивни софтвери за тестирање и слично. Предпоставувам дека ќе треба да стапиме во контакт и да направиме некој договор со цел да ни овозможат, барем за нашите студенти, да ги користиме бесплатно и посовршените алатки. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Зошто сум била, не проблем твој. Ники мој, ајде не ми додевај. Каде одам, со кого одам, не твој Ники мој. Тоа ти е така, Ники мој. Љубовта е мака, Ники мој. Хајде да се лажеме, ништо да не кажеме. Лажи Ники, 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 лажи Ники мој. Тоа ти е така, Ники мој. Љубовта е мака, Ники мој. Хајде да се љубиме, зошто време губиме. Љуби Ники, 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 љуби Ники мој. Рататајра, рапарапајра, рапапара, ратарапајра, рапампарам-пам-пам-пам-пам-пам. Ники мој, хајде не ме нервирај. Кај сум била, зошто сум била, не проблем твој. Ники мој, ајде не ми додевај. Каде одам, со кого одам, не твој Ники мој. Тоа ти е така, Ники мој. Љубовта е мака, Ники мој. Хајде да се лажеме, ништо да не кажеме. Лажи Ники, 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 лажи Ники мој. Тоа ти е така, Ники мој. Љубовта е мака, Ники мој. Хајде да
Укло ФМ Битола, април 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk